Минатата недела по објавувањето на експлицитните фотографии на балканската дива Јелена Карлеуша не стигнуваат коментарите на јавноста. Особено и разбирливо, со овој случај најмногу се занимаваат медиумите во Србија, но интерес за порно фотографиите на Јелена Карлеуша има и во Македонија. Не постои ден откако се појави експлицитните фотографии, а да не објават весниците и порталите кај нашиот северен сосед. Најново е дека фудбалерот Огњан Врањаш, односно љубовникот на Карлеуша, има порно снимка со времетраење од 3 минути, но по се изгледа истата нема да биде објавена, бидејќи наводно пеачката ќе му исплати 300.000 евра. Исто така се пишува дека пеачката е пред развод, поточно нејзиниот сопруг Душко Тошич веќе поднел барање за да се раздели од неверната сопруга. Но она што го истакнуваат медиумите во врска со нивниот развод се 14 милиони долари од трансферот кој го направи Тошич во Кина, каде што настапува. Негов пријател за српските медиуми изјави дека Душко намерно не бара парите да бидат префрлени на негова сметка, бидејќи ќе мора и тие да ги дели со сопругата во случај на вистина да се разведат. Она што исто така предизвика внимание е тоа што се зборува дека Карлеуша не е единствената пејачка која е жртва на фудбалерот Врањаш. И атрактивната Катарина Груиќ била во интимна врска со фудбалерот. Таа дури даде изјава за медиумите во која му се закани на Врањаш со зборовите дека ако случајно објави експлицитни фотографии и од неа, лично ќе го задави. Инаку Јелена веднаш по скандалот избега во Кина кај Душко, заедно со нивните две ќерки, но по само неколку дена се врати повторно во Србија. Таа вчера се појави на снимањето на најновото издание на музичкото шоу Ѕвездите на Гранд, каде беше пречекана од 50 на новинари со цел да земат изјава од неа. Меѓутоа, познатата ѕвезда ги изигнорира и без воопшто да ја заврти главата, влезе во студиото.